Еве не назад во студиото, како што најави Јана, време е да продолжиме со останатите содржини кои што се секако поврзани со спортот, со рекреацијата и здравиот начин на живење. Она што последниве денови го бараме е здравиот и чист воздух. Секако Скопјани имаат можност тоа да го најдат горе на врвот на Водно. Речи си да нема скопјанец кој што се нема искачено на врвот на Водно. Дали е тоа еднаш, неколку пати, имаат навистина голем број на луѓе навика тоа да го прават и секојдневно, еднаш во текот на неделата и секако без оглед на годините може на Водно да забележите секакви генерации кои што редовно се искачуваат, водат сметка за своето физичко и секако за своето ментално здравје. Не ги спречуваат условите секако да се упатат кон падините на Водно, да пешачат и што е најважно во последниве денови да дишат чист, односно почист воздух од оној кој што го имаме за жал овдека овие денови во Скопје. Да одиме на Водно, Скопјани можеме тоа да го сториме за наша среќа, да избегаме и од нечистиот воздух, меѓутоа и тогаш кога е чист, без разлика, да се рекреираме, да се грижиме за своето здравје, за своето тело, за својот изглед. Ова е како му доаѓа како еден пакет, меѓутоа да ги оставиме сања своите автомобили без нив да одиме, да пешачиме или пак може тука да дојдат во предвид и велосипедите за оние кои што нели се занимаваат со тој вид на спорт. Како и да е, Скопјани ова година по пети пат ќе можат ова да го направат заеднички на една прекрасна манифестација. Важи подеднакво и за професионалните спортисти, меѓутоа и за рекреативците. А истата таа се нарекува Прв до врв, како што кажав, по пети пат ќе се одржи во месец мај. Еден убав начин заеднички, претпоставувам дека атмосферата е супер, велам претпоставувам затоа што јас не сум учествувала, Сања може да се похвали. Јас ќе потврдам дека е одлична атмосферата, има навистина голем број на млади, возрастни, сите кои што се упатуваат заеднички секако кон врвот на Водно и тука има навистина една убава забава и препорачувам на Јана, односно годинава под моја закрила ќе се искачи до врвот на Водно, можеби за тоа ќе треба подолго време да вежбаме, но во секој случај дали прв или последен, важно е да се дружиме, важно е да се искачуваме и секако да заборавиме на автомобилите, тоа да го правиме со велосипеди или пешки. За таа цел денеска во студиото еден од организаторите на Прв до врв во нашето студио, Александар Георгиевски. Добар ден и добре дојдовте. Добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Во еден од најзагадените, можеме да кажеме, денови во годината во градот Скопје, ние зборуваме за Прв до врв. Една манифестација која што секако се труди да им наметне на скопјани една многу убава навика да го сакаат Водно, да се искачуваат на Водно, да го почитуваат Водно, да го чуваат пред се. Така е, сега не знам од каде да почнам, нафрливте неколку моменти кои што треба да дадам одговор на нив. За загаденоста би оставил малку подоцна. Водно е, сите знаеме, еден огромен благодет за овој град, бидејќи ние практично имаме планина која почнува од центарот на градот, лесно достапна за секого, за многу кратко време секој може нели да биде во природа која што е изолирана од оној градски метеж кој што го живееме секој ден. Новиот начин на живот е нели особено стресен и тоа што му се случува на секој човек што живее во овој град има прилика да го надомести за многу кратко време на многу блиско место во природа. Прв до врв е идеја да ги обедини скопјани, па не само скопјани и сите луѓе од Македонија, а во последно време тоа го прават и странски гости од околните земји. Еден ден во годината сите заедно да отидеме горе на планината во што помасовен број и нели да си поминеме убаво. Нема, верувам, човек, како што кажавте и вие, што не бил на Водно, сите одиме по најразлични поводи и пригоди, дали е тоа санкање, бегање од жешките летни горештини, некој оди нели за малку да биде интимен и да избега од секојдневието и стресот, така да ова е еден начин преку спорт и забава сите да отидеме на Водно. Веројатно, како што кажавме, секогаш е поинтересно тогаш кога се рекреираме, меѓутоа во група, а не тогаш кога сме сами, со исклучок на оние ситуации кога единствено тоа ни е потребно, како што рековте, изолацијата. Меѓутоа, ова е навистина масовен настан, значи целта е да има што повеќе луѓе. Имате искуство од претходно, така што како вие би ја прокоментирале атмосферата на претходните изданија и како сето тоа всушност изгледа? Многу луѓе нели истовремено се искачуваат, тука има многу дружење, верувам, комуникација и со останатите кои што учествуваат и така, невообичаено е во секој случај. Прв до врв не е многу стар настан со многу голема традиција, ево ќе биде само 5-то издание
И ние тоа што сакавме на почеток како идеја да го реализираме и во некоја блиска перспектива да ни се случи, нели, за масовен скопски настан со спорт и во природа, ни се случи уште првата година која имавме преку 1000 учесници и што навистина беше многу силна мотивација да му се посветиме многу посериозно на настанот и да го направиме таков каков што е денес, односно, нели, со трки во планинско трчање, велосипедски трки и оној пикник горе што и вие го спомнавте дека е многу добар, многу масовен, многу весел. Така да луѓето го осетија моментот, самата емоција кон Ова не е прв до врв. Ова не е прв до врв. Не, други настани кои што секако ги организирате. Значи, покрај тоа што секој еден човек што живее во Скопје има некаква емоција кон водно, нели, ради причините кои што ги кажавме и заради кои што го посетува, она атмосфера која што ја прави настанот, групата луѓе, многу големата масовност, исто така многу атрактивна и на некој начин магнет да дојдат што поголем број луѓе баш на тој ден и да си поминат убаво. Има луѓе кои што доаѓаат секако да уживаат, да си поминат убаво, но има навистина и рекреативци, секако и спортисти врвни кои што доаѓаат и секако навистина да бидат први кои што ќе дојдат до врвот. Тука се секунди во прашање, тука се навистина луѓе кои што се мотивирани тоа што побрзо да го направат за покус можен временски рок да стигнат од доле, нели, како велиме, од самиот центар, можеме да кажеме, на градот до врвот. И тука е она интересното, надпреварувачкиот дух кој што го има во повеќе категории. И тоа е еден таков куриозитет и многу интересна работа што настанот беше замислен да биде за рекреативци, нели, за оние хоби учесници во ваков тип на настани, а уште од првата година во него учествува и професионалци, што, нели, само по себе професионалците ги одбиваат настани во кои што учествуваат рекреативци, меѓутоа прв до врв ја има таа ситуација, една чудна и интересно да и професионалци доаѓаат да учествуваат во настан каде што учествуваат рекреативци и аматери. Тука се професионалците, кај рекреативците претпоставувам има такви од сите возрасти, деца, повозрасни и млади, нема сите генерации. Сите доаѓаат, буквално, да. Сакав да се задржам конкретно на надпреварувачкиот дел, дали чувствувате дека сите подеднакво сакаат, нели, и јас да бидам прв до врв, и дали стварно постои тој дух без разлика и на возраста и на подготвеността, сепак е еднаш, нели? Само еден може да биде прв, иако не е идејата, нели, покрај тоа што е многу важно, нели, да имаме еден победник, идејата е секој да биде победник со тоа што ќе дојде до врвот на водно. За некои луѓе е тоа многу лесно и го практикуваат често, меѓутоа за некои луѓе е вистински предизвик па и подвиг да дојдат. Сега нели имаме луѓе со различни старосни групи, различна физичка подготвеност, така да идејата е да барем еднаш во годината секој да се искачи горе и да биде прв во тоа што го направил за себе лично, како сопствен личен резултат. И тоа секако да се искочи тој ден без помош на жичерницата, секако која што е наводно, таа да се избегнува за тие кои што ќе стигнат први со жичерницата, нема никаква награда. Да, значи конкретно на денот на кога е трката, во случај оваа година на 21 мај, значи жичерницата не работи до одредено време, додека не е поминат сите учесници на средно водно, баш од тие причини за да не може некој да ја злоупотреби, нели? А после тоа, нели, сепак има луѓе кои што сакаат да присуствуваат на тој пикник горе, а не се во можност да се искачат, бидејќи не е баш така лесно за секого да се качи на водно, па и повозрастни луѓе, па и многу мали дечиња, и нормално тие се добродојдени да дојдат со жичерницата. Да бидат дел од забавата, како што рековме, тука се неколку категории: планинско трчање, планински велосипедизам и друмски велосипедизам. Колку овие останати категории се актуелни, интересни и колку тука има конкуренција? Значи, првата година ние имавме замисла да биде само во планинарење искачувањето на водно, меѓутоа веднаш велосипедистите што ги познаваме рекоа ние што да правиме? Ние што да правиме, и тоа беше еден супер момент каде што ги вклучивме и нив, и тие се, можем да кажам, можеби не во ист број колку и оние кои што трчаат и планинарат, меѓутоа се во доста голем број и го прават настанот уште поубав и помаркантен. Одлично дека има добар потек се направиле да сето тоа за толку кратко време, можам да кажам 5 години, добива една таква масовност и интерес од луѓето, како што рековте, не само од Скопје, од другите градови, меѓутоа секако учесници и надвор од државата, кои што слушнале за оваа манифестација и дошле. Веројатно најдобар одговор на прашање ќе биде тоа што 2 години поред најбрзиот во трчање од Германија. Така, значи репрезентативец на Германија во планинско трчање доаѓа на водно на прв до врв да
сака да учествува на ова манифестација, супер. Да кажеме неколку зборови повеќе за правилата, оние кои што сакаат да учествуваат, дали постојат такви нешта кои што мораат сепак да ги запазат? Нема некои посебни правила, освен кај велосипедистите во премиеноста, тие што сакаат да возат друмски велосипед, нели треба да имаат таква опрема, таков велосипед. Иако и планинарските велосипедисти и друмските возат по ист пат по асфалтниот, нели заради различните перформанси на двата типа на велосипеди ги делиме во две категории. Бидејќи друмските велосипеди се побрзи со потенки гуми, со друг тип на преноси, а кај планинарите, нели, за трчање нема некои посебни правила, посебно не на ваков тип на трки во природа и нели со назнака дека во која и да е категорија, во кој да учествува, нели треба да ги има предвид своите физички перформанси, својата подготвеност, здравствени предуслови за да може да учествува. Безбедно да учествува. Да. Во секој случај голем настан, како што рековме, и од година во година се повеќе интерес, колку е тешко да се организира и колку е тешко да се биде постојано присутен во сето она што можеби во претходната година недостасува, па да се примети како недостаток, па следната да го искоригирате тоа, да вметнете нови содржини за секако настанов да биде уште поголем, помасовен и да опстои понатаму во рамки на градов наш. Секоја организација има многу врски, не е воопшто лесна, меѓутоа и не е ни тешка, бидејќи ова нас не е работа, туку ни е хоби, бидејќи ние сме дел од таа заедница која што спортува, која што рекреативно се бави со спорт и со задоволство ја работи. Значи, организацијата има голема одговорност, се работи за настан кој што собира голем број на луѓе, кога има многу луѓе, постојат и одредени ризици за да се случи нешто непосакувано, меѓутоа ние водиме сметка да ги задоволиме сите аспекти за сето тоа да помине во најдобар ред и да констатирам дека до сега не сме имале некоја, можам да кажам скоро никаква непријатност, се одело во најдобар ред. Претпоставам така ќе остане и посакувам така да остане и во иднина. Да. Споменавме на почетокот дека овде не се работи единствено за спорт и рекреација, туку ваквите настани се супер можност и прилика и тоа е нивна цел да не потсетат малку повеќе на нашиот однос према природата и љубовта, начинот на кој што треба правилно да се однесуваме и пред се да ја сакаме. Па би го побарала најнапред од вас коментарот што се однесува до водно. Споменавме што тоа значи за овој град. Па каков е вашиот впечаток? Го сакаат ли скопјани своето водно водоловење? Нема дилеми за тоа и не само скопјани, не само водно, секој некаде каде што живее во Македонија, во своја близина има некаква природа. И како што кажавме на почетокот, овој денешен начин на живот, луѓето ги оттуѓува малку од она што значи физичка активност, поминување повеќе време во природа. И искрено посакувам на секој еден човек да обрне внимание на тој дел од неговиот живот за да може да си дозволи, без разлика дали се работи за некој интензивен спорт или едноставна прошетка во природа, секој човек ќе се чувствува многу подобро доколку практикува и поминува мислам колку може повеќе време во природа. Така да сите сме сведоци дека и затоа веројатно се должи успехот на овој настан, дека се повеќе луѓе се практикуваат рекреативен спорт. Можете да одите на кеј и овој јануари кога имавме доста снег во градот, луѓето трчаат на водно, планинарат, дури со велосипеди и на снегот возат. Така да имаме растечки тренд во тој поглед. Значи се повеќе луѓе почнуваат да практикуваат спорт. Сите оние вежбални што ги имаме низ градот. Сега ова гледам ке инсертиве повеќе даваме одбика на песок, ќе спомнеме за тоа. Тоа е еден дел од работите што ги работиме. Меѓутоа би било добро да се дадат фотографии баш од водно и од прв до врв, да. Така да имаме растечки тренд во омасовување на заедницата на луѓе кои што рекреираат и тоа е одлично. И не само прв до врв, можам да споменам дека и на редица други настани на кои што сум бил низ Македонија, што се организираат и во трчање и во возење велосипеди, има многу луѓе од сите краишта на земјата кои што доаѓаат и се присутни и тоа е навистина едно убаво чувство, затоа што сите тие луѓето што одиме и што учествуваме во таков тип на настани не се познаваме повеќето меѓу нас, меѓутоа убаво си поминуваме бидејќи сите одиме со една иста цел. Да, со иста цел и со една убава искрена намера да си поминеме убаво во природа.
Водно е навистина интересно и како што рековте, доста луѓе често веќе можеме да ги забележиме на падините на водно, како се рекреираат, како пешачат. И сега кога станува збор за прв до врв, имаме неколку патеки преку кои можеме да стигнеме до самиот врв на водно. Некои се пократки, некои се подолги, некои се полесни, некои се пострмни. Дали сами бираме по која патека, имаме тука некои правила или важно е во 10 часот да тргнеме од Кочо-Рацин и на нас останува кој пат ќе го најдеме, без жичерницата секако? Да. Секој оди по патеката што ќе одбере, освен што ќе мора да ги помине контролните точки на непосредно после самиот старт и на средно водно. И на тој начин нели ги исклучуваме сите можности некој да дојде од Горно Нерези или од Сожичарница и така натаму. Меѓутоа тоа никој не се обидел до сега да го злоупотреби и не е важно, меѓутоа ние како организатори мора да внимаваме на тоа и секој според своите можности може да одбере патека по која што ќе оди, нели најкратките патеки се обично и најтешки, што не значи дека некој што не е добро спремен дека ќе дојде побрзо по кратката и стрмна патека. Напротив, многу побрзо ќе дојде ако оди по асфалтниот пат кој што е нели најлесен, а најдолг, затоа што ако почне да оди по стрмна патека, тоа ќе биде една одисеја со многу паузи, со многу прекина, веројатно може и ќе го обесхрабри, ќе го врати назад. Така да секој си бира и го имаме тоа оставено како опција. Како опција секој да си одбере од каде ќе оди и како му е најлесно стигне до врвот. Да, рековме само уште едно прашање дека има од сите возрасти заинтересирани кои што доаѓаат и се дел од прв до врв. Имате ли можеби евиденција затоа што често кога ќе отидеме на водно забележуваме многу возрастни лица кои што се искачуваат и споделуваат искуство со помладите како тие постојано и покрај годините без никакви пречки и потешкоти го сакаат водно и тоа е всушност задолжено за нивната добра кондиција и нивното здравје. Па колку е највозрастниот можеби кој што се пријавил за прв до врв? Има возрастни луѓе, нормално. Најголемиот број се млади. Не можам точно да кажам, сега не ја знам бројката, меѓутоа навистина може и фотографиите ако успееме да ги пуштиме, ќе се види, намерно ја модерно да се види дека има и многу млади и многу возрастни лица. А она што е за пофалба и што треба да се истакне кај повозрастната популација е што и во обични денови или викенди кога ние одиме на водно, тие веќе се враќаат од врвот, така да тоа е за почит. Значи и рано станале, и рано се искачиле. И кога ние одиме нагоре, тие се враќаат. Да, се покажува можеби дека се уште си ги негуваат своите навики за тоа рано станување и користење на тој дел од денот на утрото, што во секој случај е убаво. Добро, за старосната граница прокоментиравме, можеби разлика мажи и жени кој е позаинтересиран за овој настан или би рекле дека е тука некаде рамномерно? Не, во корист на машката популација имаме повеќе учесници, иако не е тоа нека драстична разлика и на некој начин постои равноправност. Да, тоа е добро кога се зборува за равноправност и кога сите подеднакво си ги мерат силите во искачувањето на водно. Добро, резултатски гледано на крајот се делат резултатите на машки и на женски, што е нели нормално како и во секој друг спорт. Меѓутоа добро е тоа што имаме присуство и од двете категории. Неодамна ја имавте изложбата која што секако беше посветена на прв до врв, затоа што сето тоа убаво се документира, се снимаат видеа, се прават фотографии, едни навистина убави спомени кои што кога ќе ги погледнеме на социјалните мрежи или оние кои што имале можност да ја погледнат изложбата, поттикнуваат следната година и тие кои што не биле да бидат дел од оваа манифестација. Како помине изложбата и која беше целта нејзина пред се? Само да кажам дека изложбата е се уште отворена, требаше да заврши во неделата, меѓутоа заради голем интерес и наидовме и на разбирање и од сопствениците на просторот каде што се случува. Тоа е во дирекцијата на НЛБ банка, тие имаат своја галерија таму и кој се уште не бил може да отиде да види. А инаку се работи за избор на фотографии, една мала селекција од една голема ризница на фотографии што ние ја имаме, а кои што настануваат како документирање на настаните кои што ги организираме и може да одат да видат, бидејќи навистина има убави моменти кои што се зачувани на тие фотографии. А идејата беше, значи ние секоја година организираме еден годишен настан на кој што сакаме ги собереме, не можеме сите учесници бидејќи се работи за илјадници луѓе, меѓутоа оние кои што оставиле некаков белек резултатски се качиле на подиум да примат награда, а и тие не се мал број, и сите оние кои што се инволвирани во настаните, дали како не знам, спонзори, медиуми кои што
имаат удел во помагањето на реализацијата на настаните, сакаме ги собереме еднаш во годината на и таков тип дружба, така да решивме оваа година тоа да биде со изложба, бидејќи веќе оставивме за себе неколку години, после кои можевме си дозволиме и вакво нешто да направиме, да. Начин, убав начин, да. Ете, за оние кои што можеби го следат и разговоров, такви кои што можеби ја погледнали изложбата и ќе сакаат по прв пат еве како мене да бидат дел од прв до врв оваа година 2017-та, кои се правилата за пријавување, до кога може да се пријава, да им ги дадеме тие информации? Ние така ја започнавме годинава со тој настан кој што се вика Adventure 2017, каде што ги најавивме сите оние авантури кои што им ги подготвуваме и им следуваат на оние кои што се заинтересирани. И од овој викенд направивме промотивен викенд на кој што започна пријавувањето за прв до врв 2017. И можам да кажам дека она што пошто нели ние не можеме, промотивниот викенд значи символична цена и така натаму, а заврши вчера, не можеме на сите да им овозможиме нели да се пријават под такви услови и можам да кажам дека она што го поставивме како критериум да поделиме 100 котизации по символична цена за неколку часа се разграба, така да тоа е еден одличен показател дека ни предстои пред нас уште еден многу добар и веројатно уште помасовен и подобар прв до врв, а секој оној кој што сака да се пријави, отворено е пријавањето, може да се пријави преку веб страницата на прв до врв, тоа е prvdovr.mk и да си обезбеди место на стартот. Еве Јана веднаш да си се пријавила сега на прв до врв. Тања ќе го контролира тој момент, заедно да контролирам и за да одиме заедно секако со гледачите на Македонија денес. Рековте дека цела година исполнета со авантури. Погледнавме дел и од фотографиите кои што се одбојка на плажа, значи постојано нешто работите за да ги држите младите да бидат посветени на спортот, на забавата и што е она најважно што велите вие. Кога ќе отидете на некој настан, луѓе кои што не ги познавате си поминувате најубаво затоа што сакате исти работи и секако дојдени сте со иста намера. Што е она друго на кој начин секако вие се активирате, освен или прв до врв како еден од можеби поголемите настани? Да, прв до врв е најголемиот настан, најмасовниот и кога веќе ние се нафативме го работиме тоа, а се работи за неколку месечни подготовки и работа и сите оние ресурси кои што се ангажираат за тој настан, логично беше и практично да продолжиме со организација на други настани за да се искористат уште порационално сите тие ресурси. Така да покрај прв до врв ние организираме и трки на плажа, тоа е серија од трки низ целата држава на 5 локации под името Beach Run и тие се случуваат во Скопје, Преспа, Маврово, Охрид и Дојран. Тоа го правевме во 2016 за прв пат и помина исто така феноменално со огромен број на учесници, со една волја кај учесниците, нели 5 викенда во континуитет да запалат автомобил и да се качат на автобуси, да отидат во некоја најдалечна точка на државата, иако мала, меѓутоа сето тоа значи одвојување на време, на средства и да бидат дел од еден таков настан, кој што верувам ние не сум сретнал до сега да снимале такво нешто во Македонија, една летна лига за рекреативци во која што учествува во трки покрај плажа на 5 километри. После тоа правевме една велосипедска тура, таа немаше надпреварувачки карактер, на планината Бистра, меѓутоа не од Маврово, туку од селото Тресонче. И пошто нели сите Бистра ја поистоветуваат со Маврово, се одлучивме да ја направиме од Тресонче, која што исто така еден многу убав крај и цела Бистра да се сврти на велосипед. Исто така имавме одлично присуство на многу луѓе кои што дојдоа со велосипеди, иако тоа не е така лесно се стигне до таму. И на крајот од предпоследниот настан, ќе го кажам последниот, пошто го знаат сите, предпоследниот беше исто така нов настан, тоа беше бизнис трка во трчање на кеот во Скопје, меѓутоа за учесници кои што работат во одредени компании. И на крајот Дедомразовската трка, нели сите ја знаат, таа е веќе и најскоро се случи, да. Таа е веќе може да се каже доста познат настан, сите ја знаат и една атракција пред празниците, тоа што се случува во Скопје и да кажам уште неколку новитети за оваа година. Охрабрени од тоа што го работиме успешно и што сме го сработале до сега, оваа година новитети ќе бидат уште една тура за велосипедисти на планината на Пониква и за оние кои што го сакаат трчањето, еден атлетски митинг за аматери и за рекреативци кој што ќе се случи на арената
на стадионот во Скопје, градскиот стадион. Да, за сите овие информации каде може да се информираат, некоја веб страна каде што ќе ги побарате? Првдобар.мк има сите информации, да, и нормално социјалните мрежи, да, пошто доминантниот број од луѓето се информираат преку Facebook, Twitter, Instagram, така да ние сите информации секаде ги споделуваме и може да ги најдат. Година полна со авантури за сите по нешто, секако дека ќе се трудиме да ги следиме сите овие настани. Интересни се оние трки летно време на плажа. Сакаме уште малку само да ни се разубави подстопли времето и според ова што го слушнав, агендата можеби и повеќе ви во тие периоди кога имаме сонце и малку повисоки температури, иако со Сања бевме сведоци дека и во текот на зимскиот период има навистина голем број на луѓе кои што го сакаат спортот и се искачуваат по планините без разлика на снегот. Апсолутно, не е пречка. Времето не е пречка, дури за возење велосипед нормално доколку нема снег и дозволуваат условите, си има соодветна облека за возење велосипед и на ладно и во зима. И само не ја кажав од бојката на песок, а која што е доста активна и интересна. Да, таа е активна и најстарата активност која што се бавиме уште од 2006 година и тоа е еден настан кој што е многу познат, атрактивен, се случува во Охрид во најубавиот дел од летото. И е познат за сите. Да, привлекува внимание, тогаш има и туристи, да, интересно е во секој случај, да. Сања, дефинитивно мораме оваа година да бидеме учесници. Еве, јас сега и кажувам и јавно дека сакам да се пријавам. Ќе држиме за збор сега, тоа е. Да. Ќе дојдеме секако да следиме, ќе се надеваме дека ќе имаме можност повторно и пред самата трка да се видиме со некој можеби од учесниците и повторно со вас секако да ги поттикнеме сите оние кои што гледаат Македонија денес во што помасовен број да бидеме сите заедно на водно. Ќе биде интересно. Јас вам ви благодарам што одвоивте време и дојдовте сите овие информации да ги споделите со нашите гледачи. Сигурна сум дека секој ќе се пронајде во нешто затоа што имате на вистина широк обем на активности и авантури, особено младите веројатно дека се радуваат што имаат вакви настани, да не заостануваме нели зад останатите земји каде што често можеме да бидеме сведоци на ваков вид на настани. Ви благодарам за поканата, само уште ова како резиме ќе го кажам што добро е што има организација на вакви настани, затоа што во минатото кај нас рекреативниот спорт бил оставен на само иницијативност и луѓето самите го правеле тоа, сами се организирале за себе, нели дали пошироко друштво, другари и така натаму. Еве сега, нели ние не сме измислиле ништо ново, тоа го има низ светот уште од поодамна, правиме организации за луѓето кои што рекреативно се бават со спорт и кои што нели сакаат некој да има возможност да може да направат нешто заедно со други луѓе. Така е. Ви благодариме уште еднаш за Ви благодариме вас за поканата. Добро дојдени сте на сите наши настани. Ви благодариме. Време е да продолжиме понатаму со нашите содржини. Знаете дека ова не беше нашата последна денешна тема и последен гостин. Имаме уште содржини за вас, меѓутоа претходно повторно правиме една мала пауза, така Сања ќе погледнеме Гласот на Америка, а веднаш после тоа ве чекаме подготвени во студиото со последниот разговор за ова издание на Македонија денес.